И покрај најавите и оваа недела автопатот Миладиновци-Штип не се пушти во употреба. Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески денеска со ново ветување дека автопатот ќе биде пуштен за неколку дена. Отворањето на оваа делница неколку пати досега беше одложувано, а според првичната проекција тој требаше да биде готов уште пред 2 години. Значи автопатот Миладиновци-Штип, одма да ви соопштам, овие денови кажав да точно и во изјава дека ова недела сакам да посочам дека овие денови ќе биде пуштен во употреба. Значи еве да не фиксираме ден, меѓутоа овие неколку дена. Освен пуштањето на автопатот Миладиновци-Штип доцни изградбата на експресниот пат Прилеп Градско, кој се гради во две фази, од Фариш до Дреново и од Градско до Дреново. Се работи од Градско до Дреново. Значи таму бевме соочени со проблеми поврзани со хет стиквеш, каде што наместо да има како што беа во проектот отстранување на две водоводни цевки, излегоа 11, меѓутоа паралелно се отстрануваат тие работи, се работи со посериозна динамика на активноста, додека во делот на Фаришката клисура, која што уште на почеток јас и тогаш кажав дека имаше сериозни проблеми со проектите, тие работи се надминати, значи имаше интензивирање на динамиката, очекуваме сега во периодот, бидејќи работат, како што сум информиран последно, припрема на поставување на мостовите. Делот со Фаришката клисура се очекувал да биде готов идната година, а годинава ќе се распишал тендери за третата делница од овој експресен пат Прилеп Ленишка река, како и за дел од третата лента на преминот Плетвар. Според Сугарески, освен овој пат во Пелагонија се работело и на проектирање на автопатот Прилеп Битола и на експресниот пат Битола Меджитлија, додека постоечкиот пат од Битола до граница ќе се реконструирал, а ќе се реконструирале и патиштата од Крушево до Кривогаштани, како и Крушево до Емирхисар. За тоа дали ќе биде сменет, Сугарески остава на премиерот. Иди малце можда во неколку наврати одговарам и од моја страна неваспитано да биде да одговарам дали сум или не сум задоволен од својата работа. Сметам дека мандатарот, односно премиерот на оваа држава, има комплетна и добро направена анализа за се она што треба да се случува во наредните 10 на ден. Министерот за транспорт и врски денеска изврши увид во реконструкцијата на патот Прилеп Вештачко езеро во должина од 4,2 км и инвестиција од 520.000 евра на јавното претпријатие за државни патишта.